Само за 2 недели во првиот месец од годинава владата создаде нов долг од 23 милиони евра. Парите ги позајми од домашните кредитори. Овие задолжувања се спроведуваат и покрај тоа што на крајот од минатата година министерот за финансии Ставрески изјави дека се обезбедени пари за финансирање на текувните трошења. Практично за тоа ја издадовме и еврообврзницата од 270 милиони евра. Во меѓувреме, странските финансиери преку условените кредити ни испратија порака дека парите не може да се трошат во предизборие. Зошто нови задолжувања и зошто до неодамна флексибилните кредитори сега се со зголемена внимателност? Јас сум Анита Додевска, вие почитувани гледачи го гледате новото издание на Тренд економија и бизнис. Наша тема – владата создава нови долгови. Македонија дневно се задолжува над нови 2 милиона евра долг. Ние сега сме на горната граница. Сега не де Боже нешто драматично, не знам што да се случи, веќе сте вие во ситуација кога што немате простор за тоа. Условени кредити од странските банки, во предизбори контрола врз секое позајмено евро за домашните проекти. Да, како што видовте во најавата за емисијата, мои соговорници се економистите Зоран Јовановски и Зоран Витанов. Удиме со ред. Светска банка и германската КФВ на Македонија ја одобрија 2 кредити во вкупна вредност од 64 милиони евра. Парите се наменски, но условени. Дали странските кредитори ја менуваат политиката кон Македонија? Владата во вторник ќе се задолжи со 8,8 милиони евра од домашните кредитори. Парите ќе ги обезбеди со аукција на државни хартии од вредност. Сума што после ќе треба да се враќа за 6 месеци, година и 15 години. За само 2 недели владата се задолжи со 23 милиони евра повеќе од планираното. Дел од парите ќе треба да се вратат во 2031 година. А до крајот на јуни годинава ќе треба на домашните кредитори владата да им врати близу 500 милиони евра, за што се најавени вкупно 24 аукции на државни записи и обврзници. Скоро секој вторник има закажано задолжување, но не секое задолжување ќе биде за раздолжување. Овие задолжувања се спроведуваат и покрај тоа што на крајот од минатата година министерот за финансии Зоран Ставревски изјави дека се обезбедени пари за финансирање на тековните трошења преку еврообврзницата од 270 милиони евра. Реализацијата на оваа трансакција, Република Македонија обезбеди средства за финансирање на потребите на буџетот и на тој начин ќе се овозможи продолжување со стабилните текови и стабилната реализација на буџетот. И додека се зголемува темпото со кое владата се задолжува од домашните кредитори и се создава нов внатрешен долг, странските кредитори ги условуваат заемите кон земјава. Светска банка донесе одлука парите од кредитот наменет за локална инфраструктура да се трошат по изборите. Предходно и германската КФВ и одобри кредит од 39 милиони евра на Елем, наменски за топлификација на Битола. Парите ќе се исплаќаат на рати по завршувањето на одредена фаза од проектот, се со цел да не бидат наменети во предизборието, истакна заменик амбасадорот на Германија во земјава. Како што ќе се изведуваат работите, накнадно ќе се рефундираат на рати за активностите што биле изведени. Договорот е меѓу КФВ банката и Елем и ќе има меѓународен консултант кој што ќе врши надзор на сите активности во однос на исплатите. Условените кредити доаѓаат и по случајот кога ММФ констатираше дека владата парите од кредитот што го зеде непосредно пред предвремените парламентарни избори во 2011 година ги искористи за внатрешни потреби, а не за она што беа првично одобрени, амортизација од надворешни шокови. Дневно Македонија се задолжува со 2 милиони евра, вели економистот Зоран Витанов. Дали темпото на задолжување и намената на кредитите остануваат клучни прашања кои ќе бидат проблем на краток рок. Освен Витанов, во студиото на 24 вести гостува и економистот Зоран Јовановски. Прво реклами, па се враќаме назад. Со двојното дејство Ангал брзо ги уништува бактериите и вирусите и ефикасно ја странува болката во грлото. Ангал, распрскајте ја болката за миг.
Плаќајте за само еден момент со новите безконтактни картички Mastercard од Стопанска банка. Стопанска банка, на ваша страна. За 32% поздрав доручок. Купивте Cornflakes Nestle во комбинација со млеко или јогурт алпски за само 50 денари. Здравите навики ги задржувате и при изборот на ручек, па приготвувате батак перутнина купен за само 139 денари. За вашето бебе купивте пелени дајперс со гратис влажни марамчиња Baby Care за само 499 денари. А за вас шампон Шаума за само 99 денари. За крај се опуштате со пиво Скопско темно купено за само 38 денари. Верам, се на едно место. А каде ли е сега битолското чупе? Сигурно некаде патува. И учи, и се забавува. Ајде, сите со мене. Следи ги авантурите на битолското чупе. Собирај сликички, пополни го албумот Учи и забавувај се. Купи сет битолско витаминско млеко и доби подарок албумче со сликички. Со секое купено млеко добивате 10 сликички. Собирајте ги сликичките со клучеви, испратете ги и очекувајте вредни награди. Главна награда – посета на зоолошката градина во Берлин за целото семејство. 15 PlayStation-и и 50 ваучери во вредност од 3000 денари. Супер наградна игра на Елит Кафе. 300 дена, 300 машини за перење. Секој ден по една и многу други награди. Отвараш, уживаш и машина за перење добиваш. На здравје кафе со Елит Кафе. Кога сте нервозни, психолошки напнати, кога не можете да заспиете, со еден збор, кога сте под стрес, не секогаш помагаат само медикаменти. Мој избор, а воедно и моја препорака, е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреба и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Хотел Тино, Охрид. Сместен во идиличен пејзаж на населбата Свети Стефан со поглед на прекрасното Охридско езеро. Располага со спа и велнес центар, џакузи, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште и сала за состаноци. Ресторан и летна тераса со капацитет од 250 гости. Хотел Тино, Свети Стефан. Првата љубов ми се викаше Светле, Светлана. Втората Сонја, па Мимоза, па Теодора, па Наташа, па Сонја. Сонја кажав? Да, добро. Па после имав една Искра, па после имав една Ивана, па и сите ме откачија. Сите, само една не. Струмка. Струмка и јас. Половина век, љубов. Македонио, среќна нова година! Условени кредити. Дали меѓународните финансиери ја менуваат политиката кон Македонија? Зошто продолжија задолжувањата на домашен терен, кога само пред околу 2 месеци, односно на истекот од минатата година, Министерството за финансии, владата ја зеде евроврзницата во вредност од 270 милиони евра со образложение дека на тој начин се обезбедуваат пари за финансирање на тековните буџетски трошења барем во првото економско полугодие од оваа година. Ова се само дел од темите на кои ќе разговарам со моите соговорници економистите Зоран Јовановски, добре дојдовте. Благодарам. И Зоран Витанов, добре дојдовте. Добре најдов, благодарам на поканата. Сега дали да почнеме да ги коментираме политиките на Зоран Заев или Зоран Ставрески? Ајде ќе почнеме со она што е актуелно, како што најавив. Еден коментар, еве Витанов со вас да почнам. За 2 недели во 2 аукцијски дена владата акумулираше создаде нов долг од 22-23 милиони евра. Значи зборуваме за сосема нов долг на домашен терен од домашните кредитори по зајмица. Во една состојба кога ние веќе на располагање имаме она евроврзница, како што кажав, од 270 милиони евра. Очекувано беше ова и како воопшто економски да се протолкува.
Добро, економското толкување е јасно. Македонија не е ликвидна, не е само одржлива како економија и тоа не е ново. Тоа што загрижува е што веќе ноншалантно се влегува во нови задолжувања. Тоа е тоа што јас би сакал да алармирам и полутранспарентно. Ние имаме и други задолжувања кои се уште не се објавени. Дури има еден податок кој што е многу застрашувачки. Македонија дневно се задолжува над нови 2 милиона евра долг. И тоа е континуитет. Што значи дека, а од друга страна, GDP-то на Македонија не расте право пропорционално. И од трета страна, Македонија веќе нема национални богатства како што имаше порано. Така наречените златни кокошки. Значи, ние се задолжуваме, ама немаме со што да отплаќаме, ако не дај Боже, западнеме во неликвидност. Го немаме веќе ЕСМ, не се претвори во ЕВН. Го немаме македонски телекомуникации, не се претвори во Deutsche Telekom, или како се вика. Значи, и така натаму, и така натаму. Од друга страна, тие задолжувања не ги префрламе во инвестиции во енергетика, во инфраструктура, каде што би се остварил поврат на средствата. Тие задолжувања ние се за или за, не знам, покривање на минусот во фондот, или за плати на администрацијата, значи се комплетно нефункционални трошоци. Тие се трошоци кои што се необновливи. Значи, нема само одржувачки континуитет. Јас би одобрил дури и до 5%, може би неверојатно, но дури и до 5% дефицит во буџетот и задолжување и се, ако знаеме дека инвестираме во енергетика, во нови хидроцентрали, во автопатишта и така натаму. Меѓутоа, ставката, нели, каде што од задолжувањето оди во таква насока одат средствата е занемарлива. И тука е алармот, и тоа не се работи веќе за политички опции, опозиционерски ставови. Секој што малку постручно би сакал да ги разгледа работите, ако има совест, ако размислува за иднината на граѓаните, на крајот на краишта, ако сакате на сопственото семејство, би требало денеска да алармира, не од политички или не дај Боже од политикански аспект, туку од аспект на домакинлак. Да, ќе одиме малку во детали во делот на задолжувањето Јовановски. Вака сега, мислам дека клучната работа е дали буџетот се остварува онака како што бил изгласан. Значи, дали буџетскиот дефицит, сега во конкретната ситуација, тоа е прашањето, дали ние ќе го надминеме тој буџетски дефицит или тоа е сето во рамки на предвидениот буџетски дефицит. Вие, како и секој од нас дома, значи не можете да го испланирате точно, прецизно, дали повеќе ќе се задолжите сега или на крајот од годината, затоа што предпоставувам дека некои исплати не се така фиксирани со текот со баш онака во ден прецизна исплата. Така што, например, ние минатата година имавме во првиот дел од годината многу голем процент на остварување на буџетскиот дефицит, а после тоа до крајот на годината се избалансира и дојде таму каде што требаше. Значи, јас секогаш кога оваа тема се дискутира, се обидам да ја гледам малку поголемата слика. Оно што јас го забележувам, бидејќи оваа тема е на некој начин актуелна и ја разговараме веќе 5-6 години. Мислам дека сензибилитетот кај граѓаните, кај фирмите за темата што се случува со буџетот, што се случува со задолженоста на државата, сега е многу поголем во однос на порано. И мислам дека веќе тоа предизвикува кај тие што ја креираат економската политика да прават одредени потези кои што порано, например, не беа баш така направени. Ќе дадам пример. Например, Меѓународниот монетарен фонд препорача државата да се задолжува повеќе на домашниот пазар преку издавање на државни харти од вредност. И тоа навистина почна да се случува. Во еден временски период, значително се зголеми тоа. Второ, Меѓународниот монетарен фонд препорача да се зголеми рочноста на државните харти од вредност. И навистина тоа се случи. Затоа пензиските фондови стана многу голем играч на тој пазар и почнаа да купуваат од тие долгорочни харти од вредност. Сега имаме најава која што ја имаше и минатата година, можда и пред минатата година, ама јас имам мојата оценка, јас имам очекување дека оваа година се шансите најголеми тоа навистина да се случи,
а тоа е да навистина започне од 2016 една етапна консолидација на буџетот. И за оваа година се најавени 3,2% од бруто домашниот производ дека ќе биде буџетот. Тоа е големо ветување, меѓутоа доколку се исполни тоа ветување, а големо ветување е дадено, јас верувам дека Македонија, значи тоа е преќутна согласност дека навистина мора да се движиме кон некои поодржливи нивоа на буџетски дефицит, јавен долг и така натаму. Ако ние навистина го направиме тоа, да дојдеме на 3,2, јас очекувам дека наредната година тоа ќе би бил уште понизок дефицит и ние полека би се придвижувале во некои долгорочно поодржливи нивоа. Меѓународниот монетарен фонд вели дека тоа е 1,5% од БДП, буџетскиот дефицит, долгорочно одржлив, меѓутоа јас мислам дека тоа малку ниско. Претпоставам дека за Македонија како земја со ниво на развој ова што го има сега, дека веројатно за одредени инвестиции како што се патиштата и така натаму, енергетиката, здравството, мислам дека има потреба тука државата повеќе да влезе во тоа, меѓутоа за таа намена. Да, ајде малку ќе ве прекинам понародски да објасниме. Еве рековте дека ММФ препорачал државата да се сврти кон внатрешните задолжувања, ама бројките покажуваат дека не е запренито со надворешните задолжувања. Точно е дека се зголеми салдото на внатрешниот долг кон домашните кредитори околу 1,2 милиарди евра, ама ништо не се намали надворешното задолжување, на пример. Велите за годинава таргетирано 3,2% дефицит да изнесува и во фискалната стратегија. Ние ги читаме фискалните стратегии изминати, таргетите беа исто 3,2, 3,1, 3,5, завршувавме со 4,1 дефицит. Витанов, верувате ли дека во оваа изборна година, кога дел од вашите колеги економисти велат дека во фиоката на Ставрески има бројни фактури кои што доспеваат за исплата, има проекти, договори кои што се почнати, а не се исплатени. Имаме сервисирање на долг од 450 милиони евра од буџетот годинава само по основ на главница и камата, внатрешен и надворешен. Ќе успееме ни оптимистички 3,2%, па дури да го консолидираме тој дефицит во следните години. Добро, нели да не се базира на тоа во што веруваме или не, отидели тука сепак збориме за конкретни бројки, ама јас пак ќе го повторам тоа што го кажав. Малце да навлеземе во аналитиката на долговите на Македонија. Ние се задолжуваме за да јадеме, а не за да инвестираме во Добро, еве во тој контекст ќе ви речам и за годинава најавени, зголемени плати, зголемени пензии, еден куп на мерки што ги најави владата во пред нова година. Јас сум и поучен од искуствата во последната декада, нели? Особено од искуството од кога ние драматично го зголемивме буџетот. Ако не се лажам, тоа се случи прв пат 2008 година буџетот, нели? Да, кога надмина 2 милиарди практично беше. Јас сум песимист и моите предвидувања од тогаш до сега не се сменети, дека Македонија постепено, но сигурно влегува во сериозна и се посериозна неликвидност, бидејќи ние базата ја изгубивме. Ние немаме индустрија. Немаме од каде да го покриваме сето тоа. Знаете, тоа најпросто кажано, одливите ни се поголеми од приливите. Небитно е дали тоа држава или е семејство, за да ме разберат граѓаните, разговараме како едно семејство, ако просечно годишно за 4% повеќе се задолжуваме од тоа што ги примаме како средства. И нормално е дека сме се понеликвидни и нормално дека ние ќе мораме да земаме се поскапи и поскапи задолжување во иднина. Од тука јас сум песимист и не е толку важно дали е 4,1 и 3,5. Јас кажав, нека е и 5% дефицитот, но ние треба да знаеме кост-бенефитот кој е. Ние треба да знаеме зошто се задолжуваме и дали средствата пласирани со тоа задолжување ќе ни донесат поголем бенефит отколку трошоците за тоа задолжување. Многу едноставно. Секој еден менаџер тоа знае да го изменаџира кога си прави бизнис план за својата компанија. Тоа не е ништо посебна филозофија и тука. Меѓутоа, тоа што мене ме загрижува е што не расте право пропорционално GDP-то. Дури ако навлеземе во анализа па кој го креира тоа GDP, ќе видиме дека извозот на суровини и репроматеријали на нас не покриваат, што е уште пострашно. Македонија не само што нема индустрија, нема финален производ. Ние немаме перспективна економија вака дизајнирани, фискално и економски. И сега, ако вака ги погледнеме, синтетички работиве, аналитиката е ирелевантна. Оти тогаш ќе се сведеме на префрлање од шупливо во празно, се додека можеме, додека не ни испари водата која што е. И прашањето е тоа до кога можеме? Па сега ние ќе си најдеме начин во изборната година да покриваме. Нормално е. Меѓутоа тоа јас секогаш го кажам, тоа е политика на егоцентризам.
Тоа е политика каде што партискиот интерес и интересот на владата е над националниот интерес. Тоа за мене е ем неодржливо, ем неоправдано. Ивановски. Мислам дека за да се враќаат долговите, не може се разбира економијата да расте со таа брзина за да таа создаде самата капацитет да тоа се врати. Зборувам сега за шпицот кој што се создава во наредните неколку години. Предпоставам дека тоа ќе се направи со рефинансирање, значи ќе се земе нов кредит за да се врати стариот. Предпоставам дека на домашниот пазар помалку или повеќе тој потенцијал е веќе, не велам дека исцрпен, меѓутоа е поприлично истрошен. Останува тоа повторно да се направи на меѓународниот пазар. Во денешни услови, со сета турбуленција која што таму се случува, за да излезете на меѓународниот пазар и да можете да позајмите под релативно пристојни услови, вие мора да имате слика која што ќе биде прифатлива за меѓународните инвеститори. Затоа, мислам дека никој нема да си го дозволи луксузот, да направи било какво поголемо пореметување од макроекономски аспект гледано, во поглед на стабилноста на основните столбови што држат економијата, бидејќи ако тоа се направи, нема да може да се позајми за да се врати тоа што е позајмено, претходно позајмено, и такво едно пореметување би имало катастрофални последици. Затоа мислам дека од макроекономски аспект состојбата ќе се одржува стабилно, како и во изминатиот период. Тука зборам за инфлација, за девизен курс и така натаму. И затоа што тоа е влезницата за да можете да се задолжите за да го вратите тоа што ќе ви доспее. И никој нема, мислам, да се игра со тоа. И предпоставувам во тој контекст поширок, има луѓе во владата кои што го разбираат значењето на фискалната консолидација. Јас затоа верувам дека оваа година, повеќе него минатата, дека таа конечно ќе почне. Се согласувам за целите за кои што се задолжуваме и така натаму. Меѓутоа, ова е суштинско поместување ако почнеме ние да го намалуваме буџетскиот дефицит. Како ќе се спроведе таа фискална консолидација еве во изборна година? Па ние пред нова година имавме еден куп, се наслушавме до ние ветувања. Еве са и студентиве бесплатно ќе се возат. Сето тоа се трошоци кои преку јавните претпријатија ќе се прекршат на пример на грбот на буџетот. Еве гледаме ПИОМ. Повеќе од 420 милиони евра годинава е трансферот од буџетот на сметка на ПИОМ. Што е и неуставно тоа. Не навлегуваме во правната форма. Еве во финансиите во кешот спомнав 450 милиони отплата за долгови. Како ние со вака структуриран буџет, со испорачани нови трошоци и ветувања, ќе успееме барем да го држиме тоа проектирано ниво во изборна година? Прашањето е дали се што е ветено, повисоки плати, повисоки пензии, бесплатно автобусот и така натаму. Зборам сега, значи како ветување кои што значат трошоци. Значи зборам за таквите ветувања. Мојата претпоставка дека сето тоа е влезено во буџетот. Значи ние не зборуваме за нови ветувања, оттоаш би требало да има ребаланс од денеска, во периодот од денес до денот кога би се одржали изборите. Така што претпоставувам дека тоа веќе се влезено внатре. Сега, за да не се реализира тоа така, треба или приходите да не се остваруваат, или да има многу поголеми расходи кои што не се предвидени тука. Сега, нели, затоа беше работата да во министерството сега има, нели, министер, заменик министер и така натаму, веројатно сето тоа на некој начин функционира. Јас не би очекувал да има поголеми расходи од тие кои што се предвидени во буџетот, а ако тоа веќе е во буџетот, тоа го гласале во парламентот. Може ли само овде, кој е моето видување? Прашањето ви беше, значи јас се согласувам целосно што го кажа ова Зоран, меѓутоа кој е моето мислење? Бидејќи очигледно е дека ние полека, но сигурно неликвидноста ни е се од ден на ден се позагрозена и позагрозена. Спомнавте последните 5-6 години е тоа тема, меѓутоа веќе маневарскиот простор ни се намалува. Моето мислење е дека само целта е да се преживее од година во година, владата да преживее, ликвидноста да ја одржи. Потоа, кога ќе се смени власта, кога и да е, јас се плашам дека ако драматично нешто не смениме, драстично, различно, во фискалната политика во 2016, а во изборна година, познавајќи искуствата во овие 2,5 децении, овие две политички гарнитури немат такви навики, нели? Популизмот им е приоритет.
Се плашам дека во моментот на промената на политичката гарнитура ќе излезат сите долгови на Виделина и ќе не се случи тоа што и се случи на Грција. За време на Мицотакис никој немаше поим што и се случува на Грција. Кога се смени владата, излегува сите работи на Виделина. Се плашам дека огромен дел полутранспарентноста на креирањето на буџетот, на задолжувањата, на крај кога ќе излезат веќе ќе биде нож до коска. Меѓутоа знаете како е, проблемот може да го решавате додека е мал. Кога ќе порасне, ќе ве поклопи. Врска со тоа само едно мало дополнување. Значи, еден од факторите зошто Македонија имаше можност фискално да води фискална политика која што ќе ја надоместува потрошувачката која што се изгуби внатре заради големата криза светска и ефектите, негативните ефекти, намален извоз, неможности и така натаму. Значи, за да можете вие од буџетот тоа да го направите, мора претходно да сте имале ниска основица. Значи, во некоја си точка временска во минатото, преземено е, буџетот е преземен, практично избалансиран. Од избалансиран буџет дојдено до 3,2, 3,5, 3,8, 4,1, 4,2 минатата претходната година 2014. И сега што кажа Меѓународниот монетарен фонд? Вика, вие не е вежба статистичка или економска вие да се сведете на долгорочно одржливи нивоа на буџетскиот дефицит, туку вие мора повторно да се сведете на некои нивоа, за да ако во иднина повторно дојде до развој на неповолни случувања, вие повторно имате простор да делувате преку буџетот, за да вбризгате можност и условно речено потрошувачка во економијата, за да преброите таа криза. Затоа што ние сега сме на горната граница. Сега не де Боже нешто драматично, не знам што да се случи, веќе сте вие во ситуација кога што немате простор за тоа. Тоа е маневарскиот простор кој што веќе е, да речем, искористен. Сега не може да речеме, окей, се искористи заради претходнава криза, е добро сега таа криза нели заврши, или ние се вративме на патеката на раст, ајде сега тогаш и буџетскиот дефицит да го сведеме во некои поодржливи ниво. Да, податоците покажуваат 44% ние сега последен расположлив вкупен јавен долг, но јавен долг по онаа дефиниција која што ние ја гледаме, нели тука вклучени се дел од долговите на јавните претпријатија, мислам дека општините се иземени, Народната банка иземена, така да методолошки тука имаше промена. Од 2007 до сега, можда вие повеќе знаете, околу 2,3 милиарди евра е зголемен вкупниот јавен долг од 2007 до... Тоа е тоа, за тој континуитет јас зборев. Знаете, во економијата не се важни фактите, колку што се важни трендовите. Тоа што мене ме загрижува е трендот. Трендот на задолжување е многу опасен. И имам чувство како да сме возило кое што оди низбрдо, а немаме кочници. Забрзуваме низбрдо. Како Витанов, вие зборувате, а мене ми е пред очиве десетици изјави што ги даде министерот за финансии, во кои вели дека стабилна е Македонија, меѓу 4 најмалку задолжени европски економии, дури вика дека би сакал да истакнам со реализација на евроврзница се обезбедени средства за финансирање на потреби на буџет, продолжување на стабилни текови, стабилност на буџетот. Постојано ги слушаме тие. Замислите дека живееме во зграда со 10 станови и дека мојата сопруга која ќе каже задолжени сме, не се секирај, комшиите се повеќе задолжени. Но што ако комшиите се ликвидни и имат можност да си го сервисират тоа што се задолжили? И што ако комшиите зеле кредит за дуќан од кој што сега наплаќаат кирија и си го исплаќаат кредитот? А ние сме помалку задолжени, ама со кредитот си купуваме ручек и облек. Кој е во позагрозена ситуација? Еве за најпросто да го објаснам. Јас потенцирав, ние веќе немаме хипотеки да ги кажем. Ние немаме национален извор на богатство од кој што ќе можеме да се покриваме. И затоа зборам дека маневарскиот простор е зелот. Премногу е тоа популистички кажано и премногу е релативно. Така ако земаме, Америка е најзадолжената држава на планетата во историјата на човештвото. Се разбираме. Меѓутоа, зошто ние секој се споредуваме со оние што се задолжени? Зошто да не се споредуваме со некои кои што се подобри од нас? Ова е недомакински. Ова е популистички. Знаете, јас како родител на деца, не ми е сеедно
каква иднина ќе им оставам на тие деца? Колку и да сум јас домакин, ако некој кај што не можам да му влијам, со долговите ми ги задолжува и децата, како што се случи во Грција, а го имам примерот кај комшиите, за кои што сметавме дека беа десетици пати побогати од нас, кога тие тоа не го издржа, а имат острови за продавање, нели условно кажем, да. Ние тоа го немаме. Ние не сме заштитени. А се однесуваме како да сме во Бахрин. Тоа е неодговорно. Тоа е, пак ќе потенцирам, не зборам за актуелната владеачка гарнитура. 2,5 децении ние така се однесуваме. Политиките, така. Истата фискална политика ја тераме. 2,5 децении. Јовановски. Дефиницијата за одржливост на долг, која што мене најмногу ми се допаѓа од сите, е дека не е проблематичен долг кој што може да се отплаќа. Така е. Значи во моментов Јапонија има јавен долг 220% од БДП. Значи 220%, целата новосоздадена вредност од 2 години така и кусур, и тие немаат проблем утре да излезат да позаемуваат од некого. Сите ќе им дадат затоа што знаат дека таму има потенцијал, капацитет, технологија, конкурентност, се што треба, и сега тоа е тоа. Некој може ќе биде задолжен со 30% од БДП и нема да може да се финансира со тие 30%. Сега ние можеме да разговараме што значи 43,9, трендот каков е и така натаму. На крајот, повторно, приказната секогаш се сведува и е многу едноставна, како во семејството, како во бизнисот, се задлужувате за што и користите парите, приносот. Тоа е баш онака проект кој што не секогаш, затоа што државата некојаш има некои елементи кои што не можете секогаш во формулата да ги внесете како во приватниот сектор. Например, сега патиштата. Нели се зборуваше кога ќе се оди со концесионери. Да. Не се отиде со концесионери, предпоставувам, затоа што математиките покажа дека за да има концесионер, треба да има сообраќај доволно за да се генерира од патарините. Ако нема доволно сообраќај, и сега да нема ли автопат? Значи, тука државата мора да влезе и да рече, јас ќе го направам автопатот, али заради автопатот, да речеме, економијата ќе заживее во тој дел каде што тоа ќе се изгради, па со тек на време од приходите даноците во буџетот ќе се создадат средства. Ама тоа се ситуации. Железници исто. Се задржавме премногу на оваа тема, ама комплексна е, нели, атрактивна. Секогаш Витанов се отвори во јавноста на дебата околу фискален совет, валутен борд. Вашето мислење како стопанственици, како економисти, има ли потреба за такво нешто воопшто да се размислува како тема? Прво, добро е што се отворија дебатите. Се уште искрен да бидам, јас немам став. Тоа ти е меч со две острици, валутниот борд или не знам, фискален совет. Во овој момент признавам, не сум спремен да кажам да јас сум за таа или за таа ситуација, оти ги немам аналитички состојбите во буџетот до крај. Особено тие што се недоволно транспарентните. Но штом се отвара дебата, тоа го сметам за позитивно. Крајно време е секој оној кој што мисли дека може да придонесе со свое знаење и видување, без оглед на која провиненција припаѓа. Оти сега ние газиме на црвената линија. Ние сме прагот на рентабилноста, ние баш сме сега во пикот. Знаеш, и сега не смееме веќе политикански да реагираме. И ги охрабрувам сите кои што имат нешто да кажат, па макар и да образложат зошто валутен борд, или да образложат зошто не валутен борд, или фискален совет, или не знам, се слушнаа разни, меѓутоа тоа што во овој момент на Македонија неопходно и треба повеќе мислење на таа тема, бидејќи превентивно се решаваат проблемите. Како во медицината. Многу подобро е да се спречи, отколку да се лечи. Јовановски, вие? Па вака, мислам дека најдобро е, знаеме која даде изјавата, најдобро е тој што дал да ја објасни изјавата, што мислел, како мислел, затоа што се условно речено цели дебати се отворија, а во суштина сите нешто шпекулираат во смисла кој разбрал, како го разбрал тоа и така натаму. Теоријата, сега не коментирам изјава, коментирам теорија. Теоријата вика, за валутен борд да воведете, валутниот борд се овидува, примерот со Бугарија, во ситуација кога нестабилноста е таква, вие мора да стабилизирате. Или девизниот курс имате стравични движења, или со девизните резерви е некаков проблем, со ценовната стабилност имате огромна инфлација, и тоа се прави зашто тоа треба да даде сигурност и од тој момент натаму тоа да се постигне. Значи, од теоретски аспект таква потреба во Македонија нема. Од аспект на фискалниот совет,
ако е сега, како одвоено прашање. Значи, кај Фискалниот совет треба да се разграничат работите според мене на две. Дали со Фискалниот совет се сака да се постигне контрола над процесот на одлучување, особено задолжување, како некакво тело кое што ќе носи некакви одлуки. И тука, јас не сум правник, значи лаичкиот правен аспект би рекол, окей, како би се воспоставила правна основа за такво нешто. А од друга страна, другата опција е тоа да нема контролна функција, туку да е советодавно тело. Али советодавно тело, па мислам дека во било кои можно околности секогаш може тоа да се направи. И советодавно тело е, нели, има. И се тие сега, окей, советодавното тело може да има некакво субјективитет, нешто да комуницира со јавноста, да се изразува свој став и така натаму, да не биде класични советници на, не знам, на министерот или на кого таму. Али тоа е друга ситуација. Јас се обидувам, пак ќе кажам, да ја гледам сликата поголема. Јас се прв пат ќе кажам, да речеме во оваа емисија. Значи, јас сум од политиката 2,5 години излезен сосема. Значи, немам никаков политички, партиски ангажман, никаков. Надвор сум сосема. Мојот став е дека Македонија и тоа бизнис секторот го чувствува, ама тоа е огромна тежина за бизнис секторот. Значи, тоа е таа политизација која што е навлезена во сите пори на општеството и постои насушна потреба за деполитизација. Еден од чекорите за таа работа, за да ние не разговараме на дневна основа за секое придвижување што и како, еден чекор кој што може да помогне, според мене, и беше добра прилика сега кога се разговараше околу изборите, сите оние детали, список, избирачки, ово, и така натаму, да се разговара и да се договори. Јас искрено верувам во тоа, дека треба да се направи правна основа во Македонија да нема предвремени парламентарни избори. Значи, да се договориме дека првиот викенд од, не знам, јуни, во недела ќе бидат парламентарните избори. И ќе ги има кога? Следните 4 години. Бизнис секторот, тоа ќе биде огромно леснување за бизнис секторот. Нема да зборуваме ние секоја година за избори, ќе зборуваме за нешто друго. Бизнис секторот ќе има предвидливост, не велам стабилност. Оти стабилност значи укоченост. Предвидливост во смисла ќе знае што планира тој што е на власт, ќе има 4 години да живее со тоа, ќе знае што да очекува и ќе може да си ги предвидува своите инвестиции, активности, секакви и така натаму. За тој што победува на избори, кој го дае, кога го дае. Јас зборам себе, ќе има во 2016 избори. Ајде да се договориме и да создадеме правна основа, следните избори ќе бидат 2020. И не разговараме за избори до 2020. Што е добро за тој што е победник на изборите? Има 4 години да си ги реализира проектите. Знае што ветил, има време да го исполни. Затоа што има проекти кои што бараат година, 2, 3, некој во 4-та година ќе се види дали се реализира. Вака ве следам сега и сето ова би било некој идеално решение за стабилноста на бизнисот во некои валјда претпоставувам идеални економски услови. Ние се изнаслушавме во последните година дена за кој бизнис зборувате вие, за овој што видовме како се рекетирани бизнисмени, во кои како бизнисмени учествуваат на тендери, за кој бизнис амбиент зборуваме, за кои нормални околности за да може да се спроведе еден ваков модел кој што ќе гарантира не само на бизнисот. Еве, и јас сум дел од приватниот бизнис, нели, преку мојата фирма, воопшто и за граѓаните некоја стабилност и за политиката и за политичарите. Ај вака да се запрашаме. Зошто нема предвремени парламентарни избори во Соединетите американски држави, например? Зошто нема во Германија? Сели тие две вака водечки економии во светот? И ми спорачуваат ли тие на собствените граѓани, бизнисмени, така натаму, стабилност во тој поглед? Зошто тоа искуство да не го преземеме и кај нас? Зошто да зборуваме нон-стоп за избори, за политички партии, за политика и така натаму? Зошто обичниот предприемач, нели, треба да знае, да ги знае сите министри на памет и треба се да знае да биде оптеретен со тоа децата во трето деление. Децата во трето деление да ги знаат министрите на памет. Зошто тоа мора да биде така? Значи вака. Јас знам тоа што го рековте, ситуацијата каква е, идеалистички поглед, така. Тоа не зависи од некого друг, тоа зависи од граѓаните на оваа земја.
Значи, ако ние прво се договориме дека не сакаме да зборуваме за политика повеќе од политика како избори, повеќе од еднаш на секои 4 години, тогаш зошто да не се договориме дека тоа сакаме така да го направиме. Тоа некој од страна ќе дојде ќе ни го каже, не, тоа зависи од нас. Како да се абстрахираме од политиката, кога политиката ни ги диктира бизнис условите во кои ќе работи мојот медиум, например? Ми диктира од политиката, може мене ми зависи некој судски процес и неговата објективност. Како да се абстрахираме ние од таа политика? Јас не велам дека политиката треба да се игнорира, дека не постои. Таа ни ги диктира животите на па дефинитивно. Јас точно во тој контекст го зборам тоа што го зборам, бидејќи нашите животи се диктирани од политиката, нашите како граѓани на оваа земја. Значи, со толкава таа политизација која што го притиска секого во државата, може ли ние да направиме еден исчекор со кој што ќе се договориме? Зошто избори на секои 4 години не би одговарало на било која политичка партија? Зошто? Јас не гледам зошто. Ке има доволно време сите проекти да се ги изреализираат. Ама и вие се боревте за предвремени кога бевте во СДСМ. Значи, сега вака да ви кажам. Значи, јас ви кажувам, еве, окей, поучен од искуството, во времето кога сум бил во политика, сум дошол до заклучок дека мислам дека тоа најдоброто решение е. Да, на крајот од разговорот веќе влеговме во политика. Одговара ли на бизнисот некоја гаранција дека нема предвремени избори и дека тие мислам мандатот ќе биде. Има два вида на општества. Едниот тип на општество доминира економијата, а политика е сервис на економијата. Таму одговара тоа, по мене. Вториот тип на општество кој што припаѓа и Македонија, политиката доминира врз економијата и економијата служи за извор на пари на политиката. Во таквите услови многу е опасно, по мое, да одиме на избори на секои 4 години. Се ќе доупропастиме. Напротив, критичноста мора да биде постојана. Јас се согласувам доколку ние живееме во Германија, во Норвешка, па дури и во Америка. Се согласувам. Меѓутоа кај нас економијата и служи на политиката. А по дефиниција, по дефолт, по устав, по уште од Француската револуција наомо, треба политиката да и служи на економијата. Ако не се лажам, зборот министер значи слуга. Ако не се лажам, не знам колку е тоа проверено. Значи, во Македонија мислам дека е уште поопасно за економијата, оти ние имаме тенденција 2,5 години, кога ќе дојдеме на власт како политичари, комплетно да узурпираме се. Ако ние чистачот го менуваме, приватниот сектор има да го злоупотребиме и тоа како. Прашајте било кој гостиварченец кој се занимава со бизнис, ќе видите дека на 4 места мора да даде за избори пари. И сега да го оставиме тој ќе победи 4 години. Ќе пресуши се. Мислам дека има аргументи за, но во понормални услови. Намерата јас знам дека е честна, на Зорана те го познавам лично. Меѓутоа мора да видиме во какви услови живееме. Кај нас политиката кога викам кај нас не мислам на Македонија. Мислам на цела Источна Европа, особено Југоисточна Европа. Воопшто тоа не е појава само во Македонија. И од тој аспект мислам дека критичноста мора да биде постојана. Демократијата мора да биде. Само при крај сме на разговорот, имам уште едно прашање. Значи вака, се случува денеска, вчера, Давос. Да. Разговараат за за четвртата индустријска револуција? Да. Разговараат, значи, четвртата индустријска револуција, значи паметни машини кои што меѓусебно комуницираат. За тоа разговара светот денеска. Ние разговараме, политичката елита, со меѓународен посредник во 3 после полноќ, за да ги прочистиме избирачките списоци. На истата планета живееме сите. Ние после треба со прочистени избирачки списоци и со тоа е во фокусот на општеството македонско денеска. Треба да си конкурираме со луѓево со кои што разговараат за четвртата индустријска револуција. Сега тоа е ментална работа, индивидуална, на секого. Ќе се занимаваме со тоа нон-стоп, со години, или тоа еднаш ќе речеме сега и после 4 години, и ќе се занимаваме 4 години, ќе се занимаваме со ова другото, кој што на крајот на работите, значи живот. Дали ние ќе работиме, ќе продаваме, работни места ќе создаваме, ќе бидеме конкурентни, зависи ако ние следиме што се случува во светот и разговараме за тоа. На крајот од разговорот сме, најавив и за меѓународните кредитори, кога ги најавив, реков Светска банка и последниот кредит од германската КФВ банка, КФ, вкупна вредност околу 64 милиони евра на двата кредити, но и
двајцата финансиери од двете институции има еден дел кај што велат парите после избори или пари прво ќе си ја завршите работата, па после ќе ви исплатиме. Дали може да се препознае дека веќе и меѓународниве финансиери со зголемена внимателност ја следат тука ситуацијата и на некој начин ги условуваат кредитирањата? Ајде, Витанов, со вас. Да, тоа не е изненадување и вистина, и тоа е така, бидејќи кажав, нашата матрица е 25 години иста и не прозреа веќе сите. Кредитите има два типа, наменски и ненаменски, најсинтетички, ако ги кажеме. Да. Исклучиво пред избори, на ваква пракса од 2,5 децении, ненаменски да се задолжиме, се знае веднаш кај се потрошат. Не треба да бидеме наивни и не треба да, мислам, искуството го збори. И тоа е иста матрица и кај двете опции, така да јасно е дека тука, меѓутоа нас не треба КФВ да ни каже. Нас треба стручната економска јавност и граѓаните да ни кажат. Испаѓа дека немаме критериуми на вредност, испаѓа дека сите ние сме опортуни. Затоа сите сме подеднакво одговорни. Не е само власт одговорна и не е само позицијата одговорна. Во такви времења кај што можел да се реагира, требало секој да си го каже своето. Сите креираме јавно мислење и сите оформуваме критериуми на вредност. Да, го имавме тука кредит од 2011 на ММФ што беше даден за директна буџетска поддршка пред избори, па видовме кога се земе и како се повлекува парите. Беше даден и беше искористен. Се согласувам со тоа што беше кажано, дека значи, има наменски и ненаменски. Јас колку што разбрав, овие конкретните се наменски. Наменски се да. За мене доаѓа природно тоа дека тие ќе го врзат тоа со реализацијата. Мислам, јас не гледам ништо драматично, спектакуларно тука, дека нешто околу се тука се променил нешто ставот. Не мислам драматично, него во смисла и покрај тоа што е наменски кредит се потенцира дека може да се троши по избори. Ајде веќе имаме неизвестни избори која воопшто ќе бидат. Значи Светска банка потенцира постизборно трошење. Во ред. Кај наменски кредит, значи, изборуваме, кој што не може да се пренамени или за други. Окей. Значи, не сакам да јас значи не би му давал не би го политизирал прашањето, затоа што тоа има едноставно образложение, ако сака некој да го образложи, ќе рече окей, проектот кој ќе се реализира, се што треба да се плати, ќе се плати и тоа. Да беше ова ситуација, бидејќи Светска банка имаше и такви кредити кои што беа за буџетска поддршка. И сега за потребите на буџетот. Тоа не е конкретен проект, па се следи како се реализира и како се плаќа, туку за буџетска поддршка. Во таа ситуација вие немате контрола, тоа да беше таков кредит, па сега тоа да биде после избори, тоа веќе можете, мислам дека може повеќе да се разговара на темата од тој аспект. А вака со конкретни пари за конкретни проекти. Така. На крајот сме од разговорот. Јовановски, Витанов, ви благодарам за учеството. Благодариме многу за поканата. Краток джингл, па се враќаме во студиото. Да, и на завршницата од ова издание на Тренд, стандардно пик на неделата. По избор на економската редакција на 24 вести. Економијата ќе го земе данокот од неедногласната одлука за одење на избори на 24 април. Сложни се бизнисмените. Дел од нив со песимистички сценарија по формирањето на техничката влада и најавата на опозицијата за бојкот на изборите. Значи, ништо добро не може да донесе тоа што партиите не се договорија помеѓу себе и тоа што не најдоа заеднички јазик. Ситуацијата на бојкот веќе трае 1 година и ништо добро не донесе во Република Македонија. И оваа ситуација на дополнително сигурно е дека не само што нема да донесе ништо добро, туку може да донесе само лошо. Но на крајот на краиштата мора да се има некоја разрешница, па ако е ова системата разрешница, тогаш и нека биде тоа. Политички решенија без консензус го втурнуваат бизнисот во предизборна психоза, вели претседателот на Стопанската комора на Северозападна Македонија Неби Хоџа. Малите и средни компании се под притисок од неизвестноста, епилогот ќе биде погубен, неликвидност и отпуштање. И во ваква ситуација, ако не најдена некој решение, повеќето од малите и средни фирми ќе се соочат со голем проблем од аспект на неликвидноста и неконкурентноста. И како резултат на тоа ќе почнат да отпуштат вработени и тоа, значи, како резултат
ќе се примети некаде, значи после септември. Од Сојузот на стопански комори велат дека без стабилност и функционирање на институциите нема развој за бизнисот. Стабилност и континуитет се предуслов за развој на бизнисот, во спротивно нема да се пристапи кон планирање развојни инвестициски проекти. Секоја нестабилност по државата може да има поразителни резултати врз економијата и стопанството. Потребно е континуирано функционирање на институциите со сите нивни овластувања. Велат од Сојузот на стопански комори на Македонија. За годинава се очекува економски раст од 4%. Премиерот на преодната влада Емил Димитриев во своето обраќање пред пратениците порача дека ќе продолжи со политиката на привлекување на странски инвестиции и отворање на фабрики и капацитети. Ке се спроведуваат економски политики кои ќе го поддржат растот на бруто домашниот производ.